Луѓе се возбудив. Али Ахмети му се обрати на македонскиот народ и тоа замислете на македонски јазик. Добро, не говорно, туку писмено, ама подобро така да не направи некоја граматичка грешка па да го испокараме. И што ни порача? Ништо. Писание полно со зборови без содржина и без визија. И стари трикови со кои сака да го сокрие неуспехот и во време кога неговите најверни меѓу албанците веќе ја изгубија довербата во него и дуи. Откако со месеци упорно немава со национализам, сега одеднаш му текна да глуми миротворец. Тој цел живот бил за обединување, за соживот и за заедничка Македонија, ама затоа што се борел за тоа, бил прогонуван. Се жали дека сега на сцена стапила онаа стара југословенска политика, која него и на албанците му ги спореле јазикот, знамето, правото на еднаквост, како и правото на постоење. Чекајте малку, па не беше неговиот Пулен Османи, коите сега трчаа во Чаир, што во име на нас, македонците, подпиша капитулација пред Бугарија, токму затоа што бугарите од нас бараат истото. Јазикот, нацијата, правото на еднаквост и ни го негираат правото на постоење. Каде беше тогаш да зуцне нешто? Тогаш не му требавме, ниту македонците, ниту албанците. Тогаш му требаат тендерите. Па во писанието уште и вели, цитирам, јас и албанците се залагаме за унитарна, заедничка и еднаква Македонија. Ниту повторно моја, ниту повторно твоја, туку секогаш наша Македонија. Абе што да ви кажам, солзи ми потекоа додека го читав. Значи човекот кој од Косово и со поддршка на тамошната УЧК ја започна војната во Македонија, кој е одговорен за тешки злосторства за време на конфликтот, сега ќе ни глуми миротворец. И не само тоа, замислете, сите оние истраги за криминали и корупција што се водат и отвараат за функционерите на ДУИ били измислица со која требало да се прикрие етничкиот прогон. Кој црн етнички прогон? Пред било што да побарате, прво вратете ги милионите што ги украдовте, кои што се здиплени не само од нас македонците, туку и од нашите сограѓани албанци, кои на овие локални избори дефинитивно ќе ви испратат во историјата.